Ви благодарам. Почитувана заменик министер, морам да ве поправам, Прилеп Битола нема автопат. Или ова е еден од тие автопати колку таму Стојко Суров што ги ветуваше Заев во предизборна кампања дека ќе ги гради во државава. Така да може би има пренесено дека Прилеп Битола е автопат, ама еве да знаете не е автопат и на премиерот да му кажеме дека не е автопат. Патиштата кои што ми ги споменувате се сосема различни. Мене ме радува кој има проектна документација и се надевам дека таа проектна документација ќе се преточи во проект, реален проект. Овдека станува збор за обиколница градско Прилеп Македонски Брод и морам да напоменам дека ова е проект кој што беше ветуван од вашите коалициони партнери, односно е во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на парламентарните избори за 2016 година. Затоа што тие, како што претходно споменав, ништо што ветија не реализира, односно е се само една обична лага. Меѓутоа, заради тоа што станува за збор за добар проект, кој што е во интерес на граѓаните од овие три општини, решиме да го поднесеме по трет пат како амандман и за овој буџет за 2020 годинава. Овој проект е во интерес на граѓаните од градско Прилеп Македонски Брод затоа што значително со изградбата на ваква обиколница значително се скратува должината на патот кој што треба да се врви и е од исклучително значење за економската ситуација, односно развојот на економијата во овие три општини. Бидејќи од страна на владата е одбиен, ги замалувам колегите претеници од власта да дадат поддршка на овој амандман кој што впрочем е и нивно ветување. Благодарам.